Општина Кисела Вода добива нова детска градинка, верверичка наменета за 110 дечиња. Како што соопшти градоначалникот Орце Георгиевски, градинката ќе се протега на површина од 525 метри квадратни, во кој ќе има 4 занимални и една поголема просторија, предвидена за сала за приредби и свечености. Согласно предвидената динамика на градба треба да биде завршена до мај оваа година, ќе обезбеди квалитетни услови за предучилишно образование за преку 110 дечиња. Кога започнавме со работа, во Кисела Вода имавме листа од над 400 деца кои чекаа за упис во градинка. Денес речиси да нема благодарение на новите градинки кои ги отворивме и на проширувањето на капацитетите на постојните. Во изминатите 3 години направивме интервенции во вкупно 9 објекти. Со изградбата на верверичка, како и со завршувањето на новата градинка во Расадник и во Постаница, општината веќе се движи кон целта да ја елиминира комплетно листата на чекање, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Првиот човек на Кисела Вода посочи дека неговата визија е јасна, а тоа е за секое дете од општината да има место во градинка. Според него, со проекти како и инвестиции во опремувањето на градинките, ќе се овозможат услови за креативен и стимулативен развој на најмладите. Општина Центар распишува јавен повик за финансиска поддршка на проекти и програмски активности од областа на спортот, сподели на својот Facebook профил градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Право на учество имаат спортисти, поединци, спортски клубови, спортски здруженија и спортски институции. Рокот за поднесување на пријавите е 10 дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Продолжуваме да ја поддржуваме спортската заедница и да вложуваме во развој на спортот како основа за здрав и активен живот. Пријави се, напиша Герасимовски. Градоначалникот на општина Газибаба оствари средба со младите од младинскиот клуб формиран во рамки на проектот за јакнување на младите преку нови можности 2, кој го имплементира СОС детското село. На средбата младите ги презентираат своите предлози за унапредување на локалните политики за социоекономска интеграција на младите, со акцент на млади од ранливите категории. Првиот човек на Газибаба изрази поддршка за формирање на социјален клуб за млади лица со попреченост, подобрени можности за практиканство за млади од ранливите категории, олеснување на пристапот до курсеви за млади лица со попречен говор и слух, субвенции за вклучување во спортско-рекреативни активности на младите во социјален ризик, унапредување на безбедноста преку подобрување на состојбата со осветлувањето и згрижување на бездомните кучиња, како дел од предлог мерките кои ги дадоа младите. Среќен сум што во Македонија има млади луѓе кои се непресушлив извор на општествено одговорни идеи и иницијативи. Како градоначалник останувам отворен за продолжување на соработката со цел реализација на иницијативите, кои се во надлежност на локалната самоуправа, истакна Стефковски. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар информира дека во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 142 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка, апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги остават своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, се вели во соопштението. Општина Аеродром ги ослободува од плаќање на доместок одредени категории родители и старатели за престој на нивните деца во двете детски градинки Буба Мара и Срничка. Оваа одлука ја донесе Советот на општина Аеродром на последната седница, со што се ослободуваат од плаќање следните категории. Родители на 3 деца запишани во градинка се ослободуваат од плаќање месечен надомест за престој на едно дете. Самохран родител со примања до една минимална плата или со други примања во износ до една минимална плата. Двајца родители без приходи или самохран родител без приходи. Двајца родители од кои еден е без приходи, а другиот родител е со примања до една минимална плата или со други приходи во износ од една минимална плата. Родители на деца со категоризација за тешкотии во развојот на детето.
Ослободувањето се однесува за периодот до 31 декември оваа година. Има за цел да им се олесни на најранливите категории граѓани, велат од општината. Оттаму додаваат дека грижата за најмалите жители за нивните семејства ќе продолжи како и досега да донесува вакви слични одлуки со кои сите деца ќе добијат еднакви услови за правилен раст и развој, како и еднаков пристап до воспитно-образовните процеси. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информира дека во текот на вчерашниот ден се отстранети неколку обемни диви депонии лоцирани во општините Чаир, Центар и Газибаба. Во општината Чаир е повторно интервенирано на булеварот Никола Карев, Пластичарска улица, каде што се подигнати 30 кубни метри мешан комунален и кабаст отпад, одложен кај детското игралиште на аголот со улицата Максут Садик. Во општина Центар се отстранети приближно 20 кубни метри кабаст отпад од јавни и сообраќајни површини на улиците Митрополит, Теодосиј Гологанов и Народен фронт. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје реализираше активности во скопската општина Газибаба, каде што во населбата Хиподром се подигнати 10 кубни метри кабаст и градинарски отпад, одложени на сообраќајна површина во близина на последната автобуска постројка на автобусот број 50, посочуваат од предпријатието. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја